Инвеститорите и граѓаните кои ќе градат објекти до крајот на оваа година ќе плаќаат за 20% понизок надоместок за уредување на градежното земјиште, односно за комуналии. Таква одлука донесе Советот на општина Кочани на редовната 26-та седница, на која наместо до крајот на овој месец беше усвоен предлогот попустот да трае до 31 декември. Намалувањето на висината на надоместокот за комуналии, утврден со програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општината за 2019 година, се однесува на изградбата на објекти со намена за домување и за комерцијални дејности, но не и за викенд куќите на Пониква. Предлогот за продолжување на рокот за попустот дојде од советниците. Заложбите уште пред донесување на буџетот беа да имаме една единствена цена која што ќе важи за цела година. Па според тоа, со ова ќе имаме единствена цена која што ќе важи за цела 2019 година. И според тоа сите граѓани без разлика дали станува збор за физички лица, за правни лица, за инвеститори или за индивидуални лица кои што сакат да градат или да доградат во својот дом, ќе имат една и единствена објективна цена. Сметам дека и за следната година, 2020 година, службите треба да земат во предвид цената која што е за оваа 2019 година и според тој терк да се води една објективна цена со која што ќе настапиме или која што Советот ќе утврди за следната 2020 година и која што ќе важи за цела година. Подршка за предлогот на советникот Алексов имаше и од другите советници. Намалувањето на надоместокот представува иницијална капица за зголемување на изградбата како на колективните, така и на индивидуалните домувања, затоа во целост се поддржувам предлог одлуката и се надевам како и во минатото и сега оваа одлука ќе ја донесеме едногласно се со цел да ги задоволиме потребите и интересите на граѓаните на општина Кочани. Потребно општина Кочани да има една единствена цена, се со цел и ние како совет да избегнеме непријатности во иднина, па да се сочуваме по барање на еден или на двајца инвеститори, да треба да ставаме точки на неверет и да донасаме некои одлуки кои што се од една страна дискриминирачки према други инвеститори кои побрзале на време да ги средат документите. Затоа давам целосна подршка на предлогот на Ѓорѓе Алексов, се надам дека сите ќе го поддржат. Јас поддржувам овој предлог, меѓутоа не само да биде за оваа година или како што Ѓорѓе предложи за наредната 20 година, туку мислам дека треба службите во општина Кочани да изготват една квалитетна анализа и информација да не ја достават до Советот на наредна седница или по наредна седница, не е толку хитно, со целосна калкулација колку би била таа цена која што би била адекватна, прифатлива за сите граѓани во општина Кочани и тоа да важи не за една, за 2 години, туку таа цена да важи за наредните години, се додека не се одлучи поинаку. Од општинската администрација исто така дадоа подршка на предлогот попустот да трае до крајот на годината. Ако ги погледнеме приходите кои ги имаме остварено заклучно со 31.5, ние имаме некој процент од 80% остварување на приходната страна по основ на комунали, така да лично сметам дека нема ова продолжување да влие на остварување на планот и очекувам надминување на истиот. Без дополнителни дискусии, предлог одлуката за пролонгирање на попустот за комунали до крајот на годината беше едногласно усвоена. Исто така, членовите на Советот на општина Кочани го усвоија и заклучокот со кој ги задолжија стручните служби во општинската администрација да изготват нова, реална проценка за надоместокот за уредување на градежно земјиште и таа да биде доставена пред усвојувањето на буџетот за наредната година. Со тоа, наместо да се дава времен попуст, ќе се овозможи граѓаните трајно да имаат поповолни услови за градба.